Значи францускиот предлог е резултат на нашата дипломатија, на бугарската дипломатија која се покаже како апсолутен победник во оваа ситуација и на Париз како медијатор. Интересно е што кога прв пат дојде првиот нацрт предлог нели од Брисел, тоест од Париз, кога дојде првиот нацрт предлог, иако Министерството за надворешни работи на Бујар Османи и на владата на Димитар Ковачевски се оградија од тоа да го коментираат, содржината на тој прв нацрт предлог, подоцна ни дојде втора верзија која е практично иста, има некои семантички измени кои се сепак индикативни. Една таква измена е што во првиот нацрт предлог се вели дека Европската унија за преводот на акумулативната легислатива на Европската унија ќе ги земе во предвид унилатералните декларации за македонскиот јазик на владата на Република Македонија и на Република Бугарија. Во вториот предлог се вели дека веќе ги земала унилатералните декларации. Тоа значи дека Македонија и Бугарија ќе имаат еднаква тежина во својата унилатерална декларација. Веќе знаеме Бугарија дека нема да се произнесе и имавме тежина. Обединетите нации го имаат признаено македонскиот јазик и го имаат само нашата неспособна дипломатија. Ама ние ако сакаме да влеземе во само секунда. Океј, ќе видам парламентарење да слушам, па ќе те одговорам после. Значи сакам пак да потенцирам. Линијата на комуникација на дипломатски канали била целосно отворена во целиот период, иако нашата влада и нашиот државен врв е целосно нетранспарентен за време на процесот. Со францускиот предлог, неговото изготвување, сега коментирање и крајно нели гласање пред собранието. Со тоа што СДС има покажано еден недемократски капацитет, затоа што веќе еден референдум нема испочитувано волјата на народот, затоа што не излезна со 36% пак, иако и таа формулација беше манипулативна, затоа што велеше дали сме за влез во ЕУ, а еве сега можеме Преспанскиот договор да го закачиме околу врат во овој поглед, иако влегува дел од преговарачката рамка. А сега имаме француски предлог во кој 75% од населението не го прифаќа според последните анкети. Што би се случило кога овој француски предлог би излегол на референдум? Не би успеал и недемократската СДС не би го земала во предвид тоа незадоволство на македонскиот народ. Тоа веќе го имаме како искуство од претходно. А дури би потенцирал дека на 16 јуни председателот Пендаровски рече јавно дека ќе бара гаранции од Бугарија, од Софија и од Брисел, дека за понатамошниот тек на преговори барањето за бугарите да влезат устав ќе биде последно. На 3 јули се демантираше себе си, говорејќи дека барање на гаранции е небулозно политички и дека тие не можеме да ги добиеме затоа што ќе бидат преседан во процесот за преговори за пристапување во Европската унија. А тоа што е преседан е самиот француски предлог. И ќе го цитирам добро познатиот претходен представник на Европската унија и шеф на делегацијата на Европската комисија во Македонија Ерван Фуере, кој вели дека овој предлог не само што е опасен, може да биде погубен. За првиот. Првиот и вториот се идентични, имаат семантички разлики. Него што вемо. Значи, Ерван Фуере вели дека Европската унија и Европската комисија ја охрабрува својата членка Бугарија да постапува колонијалистички, како колонијална сила, да наметнува свој наратив за македонските конституенти и за историјата, дури и да не ги ревидира учебниците. Значи тоа е најголема манипулација што е пласирана најмногу. Значи Ерван Фуере, ова изјава на Ерван Фуере, кој ни е добро познат за нашата вака. Само сакам да се признесам за ова. Значи прво тој нагласува дека македонската страна ќе треба да го отвори уставот пред воопшто да почнат преговорите. Тоа е преседан. Преседан е билатерални спорови да влегуваат во преговарачката рамка. Не влегуваат. И сите тие што велат. Да се доискаже пак е. И сите тие што велат дека бугарските барања вака се маневрираат, не туку тие стануваат дел од преговарачката рамка и нивниот успех ќе биде едноставно тоа што ќе определи дали ние ќе продолжиме понатаму. Понатаму имаме уште преседани. Тоа е воопшто методологијата за пристапување во Европската унија, која за прв пат и дозволува на земји членки да уложуваат вето на веќе затворени поглавја. Тоа значи дека Бугарија до недоглед може нас да ни става вето. И најбитното за македонскиот јазик е тоа што едноставно ние ќе се произнесеме како за нас да е македонски јазик, за бугарите ќе биде западно-бугарски дијалект. Државниот врв е многу нетранспарентен во целиот овој процес и дури малку е срамно да денес да зборите дека протоколот нема да биде дел од преговарачката рамка, кога тој е дел. Ајде за протоколот да зборуваме. Значи, мора да продискутираме, да бидеме што е тоа што е добро за нас од протоколот?
за нас најдобро е што го заштитивме македонскиот јазик. Нема Това фусноти, преговарачката рамка. нема предзнакови, нема до објаснувања, чист македонски јазик. Јас сум македонец, никој не може мене да ме третира дека Сами сум цел нешто свет друго. северомакедонец те викаат. Значи тоа беше извинување потоа од председателот Макрон. Ама да се случи нема на некој председател, извинување. да покажува Значи, ние сме колку е расширено Јас во се чувствувам јавноста. како македонец. Светска. Зборувам македонски јазик. Па Никој на свет заштити не го тоа. може да ми го земе тоа право. Вие сте пратеник за Во штитата делот на отвореноста, во Повикајте се самиот на своите француски чувства. предлог А не и на во делот пробугарската оркестрација. протоколот, владата беше максимално отворена со објавување на сајтот на францускиот предлог за да може да отпуши Имавте еден ли широк дискусија со консензус. 10 НГО представници без да се преведе воопшто ништо? Према кого сте транспарентни? Према Не, јавноста можеби- која не разбира дипломатски јазик? Значи вака, не сте парламентарен, не ви упаднав во збор, ви упаднав веднаш, се извинив, меѓутоа ваквата Добро, вие сте продолжете. пратеник, ви имате многу поголема одговорност. Па со оглед на тоа што моментално имаме една нелегитимна влада и таа нелегитимна влада е поставена на едно мнозинство кое се прекројуваше, па успеа да остане некако во некоја изопачена форма преку киднапирање на пратеник. Не можеме да очекуваме флуктуации во мнозинството или да не очекуваме, затоа што знаеме дека тие што владеат со државата, пробугарската власт е спремна да направи се за да го задржи ова мнозинство и да истера колку што легалистички им е возможно, затоа што легитимитетот е одамна излезен од прозор. Така да ние тоа што очекуваме дека и во случај да помине ово утре што планираат да помине, иако ќе има неверојатен притисок од македонскиот народен одбор пред собрание, иако можеби и за таму планираат некои сценарија кои допрва повторно најавувате некој нема ли настане за утре? Не воопшто. Мислам, ако ме притисок, слушате, народ, ваму, можете таму, да чуете дека инсинуирам дека вие можеби нешто ќе направите, затоа што веќе правите. Вие го спомнавте народот пред собрание. Па тој ќе се појави затоа што тоа му е обврска. Тоа му е обврска да покаже Утре незадоволство. наместо во 19 Ќе почне, значи утре денеска по завршувањето се протестите се сели кампот од пред влада на собрание и таму граѓани ќе ја поминат целата вечер. Утре ќе им се приклучат сите кои сакаат да дадат нели поддршка за движењето и тоа ќе биде масовно, тоа можеме сигурни да бидеме. Така да ќе видиме, можеби на крај ќе проработи и моралниот кодекс на некои поединечни пратеници од владачкото мнозинство кои нема да сакаат да бидат на погрешната страна на историјата, кои нема да дозволат рехабилитација на фашистички апетити, кои нема да дозволат антифашистичките постулати на Македонија да бидат погазени, затоа што ние сме победник во Втората светска војна. И тоа знаеме против кого сме победник и против кого повторно треба да победиме.